Во денешнава емисија ве водиме во излетничкото место Глобица. Глобица било историско село во Осоговијата, во атарот на денешното село Бунеш, во општина Пробишти. Селото било сместено на десниот брег на Злетовска река, а денес местноста е популарно одморалишно место. Тука се наоѓа црквата Свети Ѓорѓија, но и рибник со крап, како и ресторан, каде што може да уживате во разни вкусови на храна. Комплексот се наоѓа во прекрасен зелен амбиент, крај Злетовска река, на 10 километри од Пробишти. Ајде, добар ден. Добар ден. Како сме? Добро. Вие сте Филип, така? Јас сум Филип, да. Филип, прво да ти кажам, мило ми е што млад домаќин не пречекува вака нагости. Меѓутоа, кажи ми сега ти, Филип, каде дојдовме ние на гости? Вие дојдовте во Рибник Гловица. Глобица. Гловица, да. Ајде, каде се наоѓа конкретно сега Глобица? Рибник Гловица се наоѓа во општина Пробишти, место Така. викано Глобица, така и рибникот го доби името. Аха. Да. Сега гледам овде рибник, мало езерце тука, Да, ресторан. езерце. Така? Езерце, во склопот на рибникот си имаме и ресторан, каде што приготвуваме рибата, нормално и останати јадења. Така. Да. Сега, во езерцево, што риба чувате, Филип? Езерцето е претежно за крап, Добро. но имаме и сом. Мгм. Да, сом може и за пастрамка. Да, Да, ладна е водата и така е. тоа е. Да. Ги исполнува водава сите Исполнуваме услови? условите, ќе разговараме Така? и за тоа, да. Добро. Одлично, ма гледам и големко езерцево, не? Да, да, езерцето е 4200 метри квадратни, има соодветна длабочина, Мгм. исполнува сите услови. Одлично. Сега можеме да тргнеме малку по Може, да, езерцево да и да се ни прошетаме, поприкажеш да. нешто повеќе. Така? Ајде. Пријатен е многу амбиентов овде. Баш онака да се чувствува човек убаво. Езерцево гледам чисто, уреден е просторов и сега ми велиш дека првично ова езерце е наменето за одгледување крап. Да. Кои се, Филип, условите во кои што ги одгледувате краповите? Ние имаме кафес, Аха, да, со мрежи кај што го ставаме крапот. Крапот претежно се мрести овде во езерото. така. Ги ловиме мали и ставаме во кафезот, таму ги прехрануваме. Се вака, кога се мрести? Кој е период на мрест? Ова е сега, моментално период на мрез. Да, сега е дотокот на вода ни е сопрен, за да имаме константна температура на вода, што од реката не доаѓа и Така. може да дојде, не се грее водата. И Која е идеална, Филип, температура за крапов? крапот од 13 степени нагоре почнува да јаде, активно да јаде и да прираснува, да расне. Да. Така, и сега, еве, например, велиме, ќе се измрестат и тие се малечки, вие ги земате, нели ги носите во кафезот. Да. Колку време е потребно крапов да порасне за вие овде практично да биде Треба подготвен за доста време, конзумација? да. Од прилика? 2-3 години. Да? Да, зависи. Да, зависи О. кој е најспоро прираснуваат, нели малите треба Так. време за Так. да прираснат, после од кило нагоре полесно. Мгм. 1 килограм. А добро, за крап треба и да е поголема килажа, нели? Треба да е, да. Да, Минимум апсолутно. 2 кила, да. Така е. 3,5 кила. Сега, велиме, например, температурата ја кажавме, гледам водава и бистра е. Значи, сето тоа е проверено, Да, да, да. да? Има вода земаме од Злетовица. Мгм. Имаме дозвола за искористување на вода за аквакултура. Така. Си правиме испитување на водата во Центар за јавно здравје. Мгм. Водата има 11,2 мг кислород на литар, Така. што е добра вода. Потреба за пиење ни дадоа мислење дека е Мгм. така, идеална за рибата. Чиста Одлично. вода. Одлично. А добро, со храна, со што ги храните? Со храна си има специјална храна за крап, Така. за помалите си има посебна храна, за Мгм. постарите си има друга храна, си има табела како се храни. Еве, например, кога ќе ги внесете во кафезиве, значи тоа се знае точно си има процедура Да, како да. при храна. Според колку килограми риба има во кафезот, зависи која е температурата на водата, си Така, има табела посебно колку храна се дава. одлично.
Сега, рековме, значи водава е богата и со кислород. Ми спомна пред малку дека и сом може да се одгледува тука, па дури и пастрамка. Да. Што малку ми е чудно во ваква вода, ама еве ти велиш дека и тоа можете тука, така? Ладна е водата во реката и утечува ладна вода и кога е Така. пуштена водата е идеална за пастрамка. Од октомври месец Така. до почетокот на јуни слободно може да живее пастрамка. Одлично. Таа бара и кислород. Бара Значи- кислород, да, на кафезите си имаме инсталирано кислород, мислам црева пумпа која што произведува кислород, до секој кафе си доаѓа кислород, Така. дополнително нема проблем. Обичниот крап е широко распространета сладководна риба. Живее во бавно проточни или непроточни води, во долните текови на поголеми реки или во езера каде што водата е потопла и со помало количество кислород. Крапот претежно плива над самото дно и се храни со црви, ларви, полжавчиња, зоопланктон и растителна храна од дното. А тука секако ги хранат и со специјално подготвена храна во зависност од возраста на рибата, како и периодот во годината. Сега, кога станува збор за храна, познато е дека крапот сака малу да биде долу, нели, на самата подлога, па тие пасат, нели, и долу наоѓаат веројатно и некоја храна, природна храна, така? Тие у кафезот се одвоени, нели, од Добро. тлото, а овие се пуштени. Овие пуштените, што се сигурно немаат проблем, може да си се хранат и нешто што ќе си најдат, Што нели? ќе си на најдат, да, подлогата, и тревки, планктон што улегува Мгм. од реката, водата што дотекува. Така. Сега, например, ова вода, рековме, идеална е вака за крап, меѓутоа ми спомна и сом. Има некоја посериозна разлика во одгледување во помеѓу крапот и сомот? Па сомото е на дното. Претежно на дното. Оди Така. и јаде и риба, јаде и друга риба. Така. Да. Значи тој предатор е. Тој е предатор, да. Добро. Значи, Гледаме да го изловиме. да. Да. Како ги ловите? Со мрежи, со трска, да. Мгм. Пошто е мала површина и на трска, удара и мрежи. Да. Да, се тоа што Сакаш да ми кажеш дека некојаш организирате овде и риболов, има такво нешто Па или не? не сме организирале, имаме побарување, ама Мгм. дошто ресторанот ни работи, нели, Така. не ги мешаме тие работи. А за гости е дозволено, си донесат опрема, си Да? да. Кога не се мрести рибата, Мгм. си донесат опрема, трски. Значи може некој да дојде да си ужива. Па да, гостите на ресторанот е дозволено, да. Па одлично, значи таа можност гостиве има. Да. А добро, тоа дополнително треба да си плата за таква услуга? За гостите моментално не, пошто Не. не сме пуштени нака за рекреативен риболов, нели? Така. Не, само за гостите. А колку може да уловат? Колку се спремни рибари? Да? Да. Па добро тогаш. Немој да не се најдат некои мајстори па да уловат малку повеќе. Па, ќе видиме. Добро. Добро. Сега, факт е дека во повеќе сектори тешко се наоѓаат луѓе за работа. Да. Ова е малку специфична работа, треба добро и да се познава, нели? Кој ви е на услуга овде? Претежно фамилиарно работиме. Аха. Татко ми е професор, предава рибарство. Така, Цел значи живот се бави со риболов, председател на риболовно здружение, така позната ни ова. значи Ја, вие односно, подготвени риболов, сте да, влегле да. во бизнисот. Да. Пред колку години го почнавте? Местото го земавме 2019. Аха, значи ова е под концесија вие или Не, ова е приватно. си го купите? Приватно, Одлично. да. Езерото беше поодамно направено. Мгм. Да, од 2019 сме тука со рибата, ресторанот од крајот на 2023. Така. Па добро, значи од скоро сте почнале со ресторанот. Предпоставувам дека гости што доаѓаат се задоволни. Се Ако доаѓаат по 2 пати и 3 пати после ако се тоа, враќаат, да. така, ако се Значи, враќаат. се задоволни, да. Апсолутно. Кажи ми, еве, велиме дека малку тешко е да се најде, ова е специфична работа, луѓе за работа, меѓутоа ресторанот ви е тука. Да. Во ресторанот како се снаоѓате со работници? Затоа што забележувам на многу места веќе почна и странци да ги завземаат тие места. Па, сега до сега тераме некако. Има Мгм. малку проблем кога одат работниците настрана во хрватска летна сезона. Така. Ама се снаоѓаме некако, фамилиарно повеќе се ангажираме. Па цело време така. мора да биде така. Во кујна сигурно си треба и професионалец.
Гостите кога доаѓаат тука сигурно бараат да има квалитетно луѓе подготвена храна. Што готва, да. Си го знаат занаетот. Па така. Та добро, Да. одлично што ме е така. После ќе отидеме до ресторанот, ќе зринеме, значи ова што го гледувате тука треба да видиме тамо како се подготвува, нели? И ќе пробаме. И ќе пробаме, така е, нема проблем. Кога ви доаѓаат гости, претежно тоа е помлада популација или нема правила? Нема правила. Да? Да. Нема правила, има и млада популација и повозрасни луѓе. Так. Доаѓаат и луѓе што се од овој крај, селени надвор од градот, Скопје, да си го видат местото. Така. Доаѓаат странци понекогаш? Има. Има. И странци, да. Добро, има разлика помеѓу домашниве гости и странциве, оти обично во некои ресторани каде што има храна што е специфична за одреден простор, странциве претежно ја сакаат да ја вкусат таа храна. Па да, претежно јадат риба. Аха. Затоа што сме рибник, нели наше Так. производство на крапси. Така. Си имаме, ама јадат Нели се- имате и друга храна? и друга, и месо, и специјалитети од месо, да. Нормално. Добро, тие сакаат да ја вкусат традицијата наша, да видат што е практично специфично не само за Македонија конкретно и за некој одреден микропростор каде што има специфична храна, па тие сакаат да ги вкусат локалните специјалитети. Ние се трудиме колку што можеме да набавуваме од локално производство, производи, домати, марула, компир, одлично. да не биде индустријско, на гостите. Апсолутно. Сирење, Значи си имате Да. соработка со локални соработка со производители. локални тука од селото што се доаѓа Одлично. произведуваат. Домати, марула, така се што има. Кромиче, лукче, зимаме. Па одлично. Има земјоделци вака што сакаат да работат? Има, да. Да? Овој крај уште има. Да, Има. Да, и од околе што се сите ниви, се што произведат, се Па тоа е добро. да. Тоа е многу битна работа. Значи, многу е важно кога домашна храна ќе се принесе на трапеза, апсолутно. Еве ми спомнаш и сирења, има сточари во околинава, може да се најде. Има, тука има, да. Мгм. Има уште чуваат стока. Така. Значи може да се најде и сирење, Може. па и млеко, јогурт, кисело млеко, нешто да се најде. А добро. Па добро, сега поприлично си прикажавме и за ресторанов и за хранава. Сега рете да отидеме да видиме што подготвуваат Да пробаме нешто. вашиве мајстори да, таму. да пробате. Ајде да отидеме Ајде, да видиме. повели. Еве неколку интересни податоци за крапот. Краповите се најголемото и најразновидното семејство риби и најголемото семејство на рабетници во целина со околу 3000 видови. Крапот е риба што ја нема во изобилие во Македонија. Ја има во нашите природни и вештачки езера, но и во вакви специјализирани рибници за крап. Поради големината на раст, начинот на фаќање и квалитетот на месото, таа е една од најпопуларните риби кај риболовците, не само кај нас, туку и пошироко. Крапот е доста јака и вешта риба. Откако ќе се улови, може долго време да издржи без вода. Крапот се размножува во пролет, во април и мај. Во полна возраст од 10 па и повеќе години, тие можат да пораснат во должина од над 1 метар и повеќе од 30 килограми тежина. Крапот при ниски температури во зима
се групира во јата. Кога температурата ќе падне под 5 степени Целзиусови, тој знае да се сокрие на дното, да не се храни и да е во зимски сон. Кога ќе се зголемат температурите, се активира, а во мај и јуни, кога температурата на водата е повисока од 20 степени Целзиусови, се мрести главно покрај брегот на реките и езерата. Кај нас најпознати се преспанскиот и дојранскиот крап. Во овие две езера тие растат и најголеми, пред се заради потоплата вода и изобилството од храна. Љубителите на риба велат дека крапот од дојран и преспа бил и највкусен, но тоа сепак зависи од подготовката или од мајсторијата на готвачот. А рецепти има многу. И додека ние разговаравме шетајќи покрај езерцето, вредните мајстори во кујната ја подготвуваа храната. Дојде време за гастрономско уживање. Филип, значи убаво си прошетавме покрај езерово. Прекрасен амбиент, прекрасна околина и да ти кажам на вакво место му прилега ваква трпеза. Нормално. Така? Да. Гледам се овде некое предјадење, некои салати, што имаме овде сега. Имаме сезонска салата, Мгм. домати, шампиньони, чип стиква, Така? овчо сирење имаме убаво, мала фамилиарна млекара, Тоа е не многу индустријско, значи Така е. природно. И се познава Да, вака. чисто млеко, ќе пробате, кајмак, овде Мгм. имаме чип скрап, А, така? да, сами се го Мгм. правиме, тоа е екстра за предјадење, ќе пробате. Така. Подосна ќе стигне и главното јадење, Ќе стигне така? и главното јадење, да. Добро. Се кажи ми, спомнавме дека овде има луѓе што локално се занимаваат со земјоделство и сточарство, меѓутоа интересира дали има млада популација што се тоа го практикува. Овој крај има млада популација, Мгм. ама не сака да се бават со Мгм. со земјоделие, со локално, да произведуваат. Да. Сакаат нешто онака пари што пристигаат малку на поврз начин? Да, Да? да. Веќе не сака да се занимаваат со земјоделие. Мгм. Така им доаѓа тоа како валкана работа. Да. Добро. Добро, кажи ми, кога влезе во сето ова, влезе со одредени предзнаења, велиме дека семеен бизнис е сето ова. Па да, ова е семеен бизнис, но презнај, имам живеено малку на море, А, каде да, тоа? во Малта и Така. гледаш медитеранска кујна, риба, нели, готово Така. и сакам да се занимавам и овде, зошто на страна и овде да пробам, нели. Па Филип, одлично, мене ми е мерак што ти од Малта си се вратил дома. Да. Обично обратен е правецот, повеќето заминуваат на кај Малта. И таму веќе тешко не е како што беше, нели, Европа. Да? Во Европа, да. Имаш такви информации? Па да, имам пријатели што се враќаат, Се враќаат? имам некои да што се враќаат и таму не се платите како порано што беа. Така, а трошоците се Трошоците сигурно се големи. големи, после короната трошоците се големи и тука и таму. Така. Еве ти во некоја блиска иднина се гледаш се уште во сето ова што го работиш? Се надевам. Да? Да. Епа добро, мило ми е ако е така. Верувам дека ете овој бизнис понатаму ќе го продолжите и Јасно, да. да ќе се проширувате, се повеќе ќе Со разбираат. Господ напред, да. Апсолутно се повеќе ќе разбираат вака. Меѓутоа еве кога почнувавте со сопствени средства сето ова? Дел со собствени, Мгм. дел и
Мислам, сум благодарен на Развојна банка на Република Македонија. Така. Поволни кредити, со бизнис план и Мгм. помогна во изградба на овој објект, да. Одлично. Постојат, претпоставам дека знаеш, сега и партиите се актуелни. Може би во иднина нешто размислувате во правец, да речеме, за да аплицирате за некој такви? Сега за сега не. Мгм. Сега не работиме со овој капацитет. Така. Колкав е капацитетот овде? Моментално сместуваме околу 140 гости. Мгм. За летно време зборам, зимниот дел ни е помал, околу 50 гости. Сега за сега ни е окей. Така. Во блиски дена можеби ќе прошириме за уште 40 луѓе до 50. Битно е дека имате простор тука. Има простор, да. Дел од езерото, натаму имаме уште наши Мгм. парцели што може да се искористат. Така. Што за планираме и некој дополнително езеро да правиме за мресна крап. Така. Да, Одлично. само за крап, нели, за чување, само за крап, поплитко да биде, зашто ова езеро е подлабоко. Колку е од длабоко? Околу 3,5 метри ова. Мгм. Просечно, да. Има длабочина, сега за кафези е окей, но водата, нели, подлабоко е поладна и поспоро прираснува крапот. Мгм. Планираме да направиме само за поплитко 80 сантими за производство на крап. Значи исклучиво за тоа. Исклучиво само да биде за крап, да. Добро, овде е и погоден просторов, реката ви е тука, така Да, нема Злетовска река ни е близко, сега како е направена браната, водата е регулирана, контролирана. Мгм. Немаме со тоа проблем, цело време има Вода. вода во реката, да. Значи, добивате квалитетна вода. Тоа е Квалитетна многу вода, да. Имаме направено зафат кај што си нели фаќаме водата, имаме дозвола за искористување на вода. Така. битно. Добро, кога се однесува до хранава, размислувате еве во иднина, можеби на овие парцели некое производство сами да почнете да си произведувате или Простори, парцели, ниви има, но Аха. нема кој да го работи реално. така? Дополнителна врска е тоа. Мгм. А тешко се наоѓаат луѓе. Тешко се наоѓаат луѓе, ние постигнуваме сега за сега со Мгм. кујната и ова и рибникот. Взимаме локално производство тука од селото. Така. Што има? Домати, претходно спомнав, домати, компир, марула, така зеленчук, се што има. Мгм. Гледаме домашно да е. Така. Кои специјалитети еве овде се специфични еве конкретно за овој крај? Зборувам за некои домашни специјалитети. Кога луѓето ќе дојдат, например, што би можеле, например, нешто од домашни специјалитети да вкусат? Домашни. Луѓето најмногу се израдуваат кога видат домат, Аха. природен старо семе, што тежи половина килограм, па некои до килограм Така лозев е, убав, што е реткост. што е реткост, да. Да. Така е. Тоа е, земјоделието е Мгм. познато. А добро ви се случува некогаш одредени посетители претходно да ви се најават дека доаѓаат и да побараат одреден локален специјалитет. Например, еве пита со зелник. Ме разбирате? Зашто сме рибник, претежно на риба се фокусираат луѓето. Имаме специјалитет нели од крап, што Аха. правиме, чипс крап исто правиме од крапот, Така. пастрамка правиме на плотна, Мгм. пастрамка во фурна правиме исто, Така. печена, имаме и специјалитети од месо, и стига главното јадење. Ете, само што спомнавме пастрамка и крап. Ова се крап кременадли, Мгм. Одлично. пастрамка, ова ни е глобица тава, Така. тоа е свинско пилешко месо, Мгм. димена сланина, печурки, тоа се единство едно 5-6 сати, Мгм. става во грне со кашкал се запечува со павлака одгоре, да. Одлично. Ќе пробате, ќе Одлично, после ќе пробаме. Вака за око делува убаво, после ќе пробаме како е по вкус. Верувам дека мајсторот си ја завршил работата. се надеваме дека до. Да. Да, ќе пробате. Има добри мајстори се уште? Па има се наоѓаат, Да. се наоѓаат, да. За жал малку потешко е сега. Потешко, да, потешко со персонал. Летна сезона одат на страна, луѓето младите поготово, келнери и готвачи, али Да. караме Од, некако. од вашиот крај заминуваат на страна? Заминуваат, да. Да. Па сега од април како почнеме, па до септември, октомври. Ама тоа сезонски. Одат и се сезонски, враќаат. да. Хрватска претежно одат, Мгм. на морето, така, работат. Па добро. Филип, ми беше задоволство да ти кажам искрено, И мене. што прво млада личност не пречека. Еве сега ќе се угостиме кај вас овде во вашиот ресторан. И уште што ми е помило што си бил надвор, си видел како изгледа животот надвор и си решил да
се вратиш дома. Велат каменот тежи таму кај што му е местото, да наздравиме. На здравје нека ви е. Амин, и да ви посакам успешна работа и Фала. да си останете дома. Фала ви, се надеваме дека така ќе Да, само за убаво. Супер. Велат дека за вкусовите не се расправа. Но ние, навистина мора да ги пофалиме нашите добри домаќини за срдечниот пречек и богатата и вкусна трпеза. Овие млади луѓе со голема љубов и посветеност го градат и развиваат својот бизнис дома, во Македонија. Навистина не би било фер да се разочараат и да заминат по белиот свет, како и многу други. Да веруваме дека тоа нема да се случи и тие ќе останат тука, во татковината, да ја креираат својата иднина.